Ви благодарам, почитувана заменик председател на комисијата. Почитувани колеги, господине министер, колеги од СДСМ, ДУИ и останатите политички партии, вака слушајќи ја дебатава по однос на овој амандман, си го поставувам прашањето за кое што сигурна сум дека го знам одговорот. Дали овие денови, откако се јави проблемот со енергетската криза, немате како и ние секојдневни јавувања на граѓани со исто прашање? Што ќе се случува? Колкава ќе биде цената на струјата? Ќе има рестрикции на струја? Значи, буквално нема ден да немам телефонски јавувања со овие прашања. Јас сигурна сум дека, како и колегите од опозицијата што ги имаме овие прашања од граѓаните на Република Македонија, ги имате и сите вие. И сега денес, слушајќи ве на оваа дебата, вие се однесувате како, што спомена Бојан, како да е се розово, како да не живеете во Република Македонија. Односно, како да не живеете во реалност. Почитувани колеги, и денешнава дебата ја слушаат и ја следат граѓаните кои што како политички партии од власта до пред некое време, сега ќе видиме дали ќе бидете власт, уште е така енигма прашањето, ви упати една порака, меѓутоа повторно се поставува прашањето на кого ја упатиле таа порака. Затоа што очигледно до вас не е стигната пораката на граѓаните, имајќи го во предвид ова што денес овде го говорите и што можеме да го слушнеме изговорено од вас. Факт е дека во изминатиот период, а и со ова што го гледаме што го прави ЕСМ и раководството, дека ништо друго не ги интересира освен рекетот и џебот на фамилијата Заеви. Тоа цело време, овие години откако сте на власт, во континуитет се гледа и со работата на РЕК и до крај дури сте во можност да се краде, односно фамилијата да се богати, а тоа што за многу кратко време граѓаните нема да можат да си платат струја, што нема да можат да имаат нормален живот во 2021 година, очигледно никој не ве допира, односно не ве интересира. Имено вчера од медиумите можевме да слушнеме дека веќе во вторник, тоест утре, владата ќе расправа за покачувањето на струјата, што ни кажува дека веќе ќе има сигурно покачување на струјата од јануари месец и може само да претпоставиме што не чека, односно што не очекува. Затоа што и ние сме дел од граѓаните кои што ни ја дале довербата и ние треба да направиме да им помогнеме онолку колку што е во наша моќ, онолку колку што можеме. И токму овој амандман кој што денес го предлагаме е во таа насока. Значи, секој ден некои небулозни изјави на ваши функционери. Вчера Пивоваров, кој што бил национален координатор за гранично управување, излезе со една изјава дека граѓаните кои што загинале во сообраќајната несреќа во Бугарија биле сами виновни заради тоа што не провериле дали фирмата има лиценца. Без грам срам, без грам чувство. И како што за секоја ваша, би рекла, глупава изјава, односно изјава на ваш функционер, се најдува некој кој што ќе излезе и ќе правда, значи негде јануари месец да очекуваме дека некој од вашите функционери ќе излезе и ќе каже дека граѓаните се виновни за тоа што не се во можност да си платат струја. А единствено вината за енергетската состојба во која што се наоѓаме е кај СДСМ, ДУИ, односно кај целата владеачка гарнитура, која што не доведе во ситуација да купува државата струја по цена од над 250 евра по мегават часови, а тоа е за 5 пати повеќе отколку она што би чинела доколку струјата би се произведувала во Република Македонија, односно на домашен пазар. Повторно ќе повторнам. Заев е тој кој што ја втурна Македонија во енергетска криза, а оваа постапка МЕПСО ја плати со тоа што за месец дена плати 15 милиони евра повеќе. Овие милиони ве
евра ги трошите како да се, не знам, шала некоја. Почитувани колеги, она што повторно ќе речам од медиумите може да го видиме, а не дека ВМРО ДПМН го зборува, е тоа што во рек Битола не се копаше јаглен и предпријатието оставено без залиха со јаглен, односно има јаглен како што велат за неколку дена, за 2 недели и така натаму. И сега ќе се увезува јаглен и наместо да се искористи железничката инфраструктура, односно железницата, владата донесе одлука со камиони да се превезува јагленот од Косово, што значи дека 400 до 500 камиони на ден ќе треба да превезуваат јаглен, а чии се тие камиони што ќе превезуваат, јавна тајна е, односно и малите деца во Република Македонија го знаат тоа. Исто така, да прогугламе, може да видиме дека цените на електричната енергија на надворешните пазари започнале да растат уште во мај, уште тогаш бил потребен владин акт со кој што ќе можело непречено да се плати гаранција за снабдување на струја од некој помеѓен производен извор. Меѓутоа, за жал, владата на Република Македонија, предводена од Зоран Заев, се решила да краде струја. И информациите кои што стигнуваат од Европската комисија се дека првите 2 пати кога се повлекувало недозволено струја, луѓето биле буквално во шок заради тоа што од постоењето на Европската унија за прв пат им се случило да има држава која ќе краде струја. И за жал тоа е Република Македонија, и како што се Република Македонија целиот срам го доживеа со Зоран Заев, го доживеавме светскиот срам како држава да крадеме струја. Енергетската пропаст во Република Македонија гледаме дека се случува со Социјалдемократскиот сојуз, со кој Социјалдемократски сојуз доживеавме и економска пропаст и национална пропаст, меѓутоа еве сега ни се случува и енергетска пропаст. Значи, за прв пат се случи рек Битола да биде со 0 производство на мегават струја. И вака што е една небулоза, во целиот овој период ги нема ни колегите од Дом да се јават да зуцнат еден збор, кои што се зелени, од ДУИ колегиве кои што станаа зелени, паркобраните кои што постојаа пред неколку години, нема правда, нема мир. Никој ги нема збор да кажат и потоа ќе им бидат виновни граѓаните. Сакам да напоменам дека во минатото, на почетокот од секоја грејна сезона, имало во депонијата во рек најмалку 200.000 тони јаглен. Меѓутоа, со промената на власта во 2017 година, кога оставивме околу 5,5 милиони тони, која што е количина потребна за полн капацитет за следните 10 месеци, оставивме 25 милиони евра депозити, 8 милиони евра на сметки, 0 доспеани обврски, ремонтирани блокови, полни акумулации и огромни завршени инвестиции со хидро и термоопрема. Меѓутоа, со промената на власта започна и пропаста на енергетскиот систем во Република Македонија и наспрот инвестиции, сите почнати проекти ги запреа. Се што беше почнато од ВМРО, ДПМН и коалицијата тогашна власт, СДСМ го запре. Откриениот јаглен нормално се потроши, а нова откривка не направија во сите овие години и резултат е рекордното намалување на годишното производство на електрична енергија, намалувањето на приходите и изголемувањето на трошоците, кое што сето ова не донесе до состојбата која што ја имаме денес во Република Македонија. Замислете, до ова сето се случувало односно проблемите ги немало се до доаѓањето на СДСМ и фамилијата, која што, пак ќе речам, јавна тајна е дека таа е на власт во рек Битола, а Васко Ковачевски се нафати да им го води бизнисот во рек на фамилијата. Зошто, како, за брзо време ќе биде достапно на целата јавност. Благодарам.